Агенцијата за храна и ветеринарство информира дека нејзини инспекцијски тимови спроведуваат вонредни инспекцијски контроли во кујните на 9 основни училишта во општина Карпош, со кој стопанисува истиот оператор со храна, во чија собственост е и централниот магазин, кој се наоѓа во основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје и од каде се набавуваат репроматеријали за подготовка на храна. Државниот санитарен и здравствен инспекторат вчера ја затвори кујната во основното училиште Димо Хаџидимов во скопската населба Влае, откако голем дел ученици се пожалиле на стомачни болки. Во рамки на вонредните контроли во овие училишта каде нема деца кои појавиле симптоми на труење со храна, посочуваат од агенцијата, се земаат мустри од храна и од работните површини за лабораториско тестирање. Одахава потенцираа дека ги чекаат резултатите од тестирањата на замените примероци храна и од работните површини во рамки на вчерашната вонредна инспекцијска контрола, која заедно ја спроведоа нивните инспектори за храна, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Центарот за јавно здравје и Институтот за јавно здравје. Пензиите ќе бидат исплатени и тоа скоро ќе се види, потенцираше заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Вилковски во одговор на пратеничко прашање на Јованка Тренчевска од СДСМ. Немојте да сеете страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, дека немало да има пензии на 1 декември. Сето тоа се лаги и ќе биде демантирано за само неколку дена од сега. Ќе бидат исплатени тие пензии и во 2026 и во 2027 и понатаму. Ке има покачувања согласно законските прописи. Граѓаните нека бидат мирни, рече Вилковски. Заменик министерот потсети дека владите на СДСМ не работеле на зголемување на пензиите, а дека тие што изнесувале 14.000 денари, сега се 20.000 денари. Тие што имале 20.000, сега имаат 26.000 и имаат достоинствен живот. Во однос на второто прашање, кое се однесуваше на линеарното покачување на пензиите, Вилковски рече дека пензиите се усогласуваат по две компоненти – инфлација и трошоци на живот. Многу добро знаете дека пензиите се усогласуваат по две компоненти – инфлацијата и трошокот на живот во Македонија. Не во Швајцарија, не во Франција, не во Австралија, во Македонија. Рече Вилковски, додавајќи дека треба да се праша колку време трае проверката на пензиите, на пример од Франција, за да добијат минимално покачување. Истражители предводени од заедничката оперативна група на FBI за борба против тероризмот ги истражуваат причините поради кои афганистанскиот мигрант пукал врз двајца војници од Националната гарда, само неколку блокови од Белата куќа во пресрет на Денот на благодарноста. Двајцата војници, дел од милитаризираната мисија за спроведување на законот што председателот Доналд Трамп ја нареди пред неколку месеци, се хоспитализирани и се наоѓаат во критична состојба. Осомничениот кој беше ранет во размената на оган пред да биде уапсен, Министерството за внатрешна безбедност го идентификуваше како афганистански државјанин кој влегол во САД во 2021 година како дел од операцијата Сојузниците се добре дојдени, програма од времето на мандатот на Бајден за преселување на илјадници афганистанци кои им помогнале на Соединетите Американски држави за време на војната во Афганистан, кои стравувале од одмазда од страна на талибанските сили, што ја превзедоа контролата врз нивната татковина по повлекувањето на САД. Според медиумите, служел во афганистанската војска 10 години заедно со американските специјални сили и дека дел од тоа време бил стациониран во Кандахар. Трамп, кој во моментот на нападот се наоѓал во својата резиденција на Флорида, објави снимена видео изјава во која пукањето го нарече чин на зло, чин на омраза и чин на терор. Тој наведе дека неговата администрација ќе ги преиспита сите афганистанци кои дошле во САД за време на мандатот на Џо Бајден. Американската агенција за државјанство и миграција подоцна соопшти дека на неопределено време ја суспендирала обработката на сите барања за емиграција на афганистански државјани, додека не се изврши дополнителна ревизија на безбедносните протоколи и проверки. Бугарскиот парламент беше блокиран откако околу 30.000 граѓани излегоа на протести поради буџетот за следната година. Блокирани беа пратеници, а ескалација на тензиите и повредени полицајци го одбележаа незадоволството на граѓаните. Демонстрантите ги блокираа сите влизови во парламентот и изградија импровизирана барикада од контејнери за отпад. Полицијата употреби солзавет за да ги растера демонстрантите кои блокираа автомобил на парламентот.
Софиската управа за внатрешни работи објави дека тројца нејзини полицајци се повредени. Немирите започнаа во 18 часот, тензиите ескалираа кратко по 22 часот, кога демонстрантите направија импровизирана барикада на булеварот Дондуков. Некои од пратениците ја напуштија зградата на парламентот под полициска заштита. Граѓаните излегоа на протести против нацрт буџетот. Откако партијата продолжуваме со промените, повика да се отфрли тој буџет. Лекари, државни службеници, работници во земјоделскиот и шумарскиот сектор преку протести во текот на денот побараа зголемување на платите, а во здравството бараат јасен механизам за распределба на дополнителните 260 милиони евра за плати во буџетот на здравствениот фонд. Според медиумите, Бугарија се соочува со жестока политичка криза, откако десетици илјади граѓани излегоа на улиците во Софија да го изразат незадоволството од предлог буџетот за 2026 година. До петок ќе се задржи облачно време со повремени врнежи од дожд по обилни во источните делови. На планините врнежите ќе бидат од снег, а во некои од повисоките места од дожд и снег. Ќе дува умерен повремено засилен северен ветер, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во сабота на планините и на повисоките места ќе провејува слаб снег. Од недела времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла.